Во случајот Тето, за кој во јавноста се шпекулираот и представува криминална спрега меѓу бизнисот, власта и судството, имало индиции за сторен криминал и злоупотреба на државни пари, тврди заменик министерката за финансии Димитриевска Кочовска. Таа вели оти целата документација од министерството ја дала во рацете на полицијата. Како се дозволува одлагање на наплата на данок на добивка за 9 години, ако знаеме дека наплатата на даноците застарува за 10 години, зошто одлуката за доделување на државна помош не е објавена во службен весник и покрај обврската согласно деловникот за работа на владата и зошто се крие од очите на јавноста, кога со оваа одлука се одлучува за неприбирање на данок, што во суштина подразбира располагање со парите на граѓаните. Акционери во Топлификација вчера обвиниаот и биле оштетени за 33 милиони евра со лажниот стечај на гасната електрана Тето. Од институциите побараа итно да се повлече државната помош што електраната ја добила пред 3 месеци, а од обвинителството да ги истражи наводите за перење пари кои ги иницирала финансиската полиција. Ние поднесовме кривична пријава уште во мај 2018. До овој момент кога е во основното јавно обвинителство 7 пати се селеше од осјовни јавно обвинителство во основно јавно обвинителство за организиран криминал и нас. Реагираа од Тето, велат дека тврдењата за наводно перење на пари биле невистинити, а пријавата од Топлификација била отфрлена од обвинителството. Топлификација го обвинува Тето за лажен стечај, а само пред една година истата таа Топлификација поднесе барање за стечај на Тето со свој алтернативен план за реорганизација, потврдувајќи дека причините за стечај се објективни и дека постоеле услови за реорганизација. Наводот дека Тето има добивка од 120 милиони евра во 2018 година е целосно манипулирање со јавноста, бидејќи се одмолчува фактот дека тоа е само пресметковна добивка заради отпис на обврските на Тето потврдени во судска поставка. Така наречениот лажен стечај на Тето, за кој алармира акционерите во Топлификација, со кој на компанијата и беа отпишани долгови во висина од над 150 милиони евра, сега е во рацете на антикорупционерите, но и во одделот за финансиски криминал во МВР.